Маскотата на штипскиот зоопарк мечето Теди заминува за Швајцарија или Бугарија. Во тек е постапка за вадење на потребната документација, пошто со посредство на фондацијата Брижит Бардо и организацијата 4 шепи, Теди ќе може да ја напушти државата. Како можни дестинации за Теди се споменува резерват во Швајцарија или паркот на цанцувачки мечки во Бугарија, кои се специјално изградени и опремени за чување и рехабилитација на мечки. В момента мечките са 28 на број, те са има и од Косово, има и од Грција, има и од Украина и од Българија, разбира се. Така че това е една придобивка в туризма и паркът за реадаптация на танцуващите мечки в България се посещава през летния сезон, като се започне дори от пролетния, от април месец до 1 декември, оня ден затвориха врати. Мечето Теди е жител на Штипскиот зоопарк уште од бебе и е подарок од доктор Јовица Угриновски. Но Штипскиот зоопарк нема просторни можности за да му обезбеди соодветно живеалиште. Сакаме сите да би бидат подобри условите, но таму условите се такви поради урбанистичкиот план кој што не е соодветен и поради кој што ние не смееме да превземеме преголеми активности во таа зона и заради тоа што во близина на самата таа зона има живеалиште или има стамбена зона во градот, каде што имаме и реакции од граѓани, така што се на се мораме да одвагаме, да одмериме и да го донесеме најдоброто решение за тие животни кои што се таму, но и за граѓаните кои што ја посетуваат оваа зоолошка градина. Во последните 2 години интензивно се бара решение за Теди. Штипскиот градоначалник во неколку наврати контактираше со зоолошката градина во Скопје, од каде побара асистенција за соодветно сместување и третман на Теди. Со негов и нивни ангажман, Теди конечно ќе биде соодветно згрижен. Во Македонија немаме резерват за мечки. Алармирав секаде и успеав да стапам во контакт со најдобрата светска организација за заштита на животните 4 шепи, кои дојдоа во земјава, го сликаа Теди и заедно со фондацијата Брижит Бардо прифатија да ја преземат грижата за Теди. Вели Тина Мицовска, портпарол на зоолошката градина Скопје. Кон крајот на месецов, представници од фондацијата Брижит Бардо и организацијата 4 шепи, заедно со ветеринари за диви животни, ќе дојдат во Штип да го прегледаат Теди. Во меѓувреме, забрзано се работи на собирање на сите потребни документи за Теди да може да ја напушти земјава.